да го разгледаме модулот за пресметка на плати. Во левиот агол, во горниот лев агол, имаме избор на година. Оваа година е различна од предвидената година на програмот и може без проблеми да се движиме во постари години. Во избраната година имаме избор на месеци. Овде може да дефинираме вид на обврска 101 или 103. Во овие разовите човечиња се посебната пресметка за плата, а основната се наоѓа долу. Екранот за основна пресметка е долу, кој е многу сличен со МПИ-нот. Човечето со парички се користи за кога сакаме да креираме нов месец, односно нова пресметка или да избришеме тековна пресметка. Во долниот дел се наоѓаат исписите, креирањето на текстуални фаилови, отварањето на МПИ-нот и дефинирањето на вработените. Најдесно се наоѓаат копчињата за рефреш, за еден ред или за сите редови. И горе десно ги се рубриките. Во првата рубрика се параметри за месечните параметри за пресметка. Еве, ако идеме на први месец, ги гледаме параметрите за први месец со календарчето. Поединична пресметка ги имаме податоците за секој вработен, за секој ред како оди математиката, како треба некоја анализа. Додатоци и одбитоци. Додатоците се на бруто, кога пресметката е на напред, се преба бодови или учинок, а одбитоците или задршките се на нет. Тоа се одоночени одбитоци. Во поставености се дефинира типот, начинот како програмот да ја работи платата. Овде се наоѓаат и дополнителни елементи за F1 образецот за буџетските корисници. Овде може да користиме договор на дело и изработка на ПДДГ. Контирање и шеми овозможуваат контирање на пресметката и на декларацијата. Некои прегледи по остав на пресметките. И на крајот имаме еден преглед глобален за клиентите, за сите клиенти, да не водиме дополнителни пресметки, како кој елемент, дали сме пуштиле плата или не сме сметале плата.